Може да се очекува и овој закон, како и претходните 11, да не биде покушен указот за објавување и стапување во сила од страна на шефот на државата. Бидејќи премногу и вице-премиерот Бујар Османи на некој начин топката е префрли повторно во парламентот, што додуше и уставна процедура. Дали до паузата што ќе се прави за председателски избори, овие закони повторно ќе дојдат на дневен ред за да ги гласате, после што би требало сепак да бидат подпишани указите. Иванов го завршува мандатот онака како што го тераше во изминатите 10 години, на штета на граѓаните, на реформите, против напредокот. Реформските закони се исклучително важни за граѓаните на Република Северна Македонија, меѓутоа и за самата држава. Иванов делува спротивно од интересот на граѓаните, меѓутоа нема да го стопира напредокот и реформите во нашата држава. Согласно деловникот, одговорен за процедурите во Собранието на Република Северна Македонија е председателот на Собранието и тој согласно тоа ќе постапи и ќе ги преземе надлежностите кои му се дадени со закон. А вие како пратеничка група, иако е крај на мандатот, може би и не е целесложно, но чисто како дали да мислувате за личност? Знаете како? Веќе распишани се председателските избори, има кандидати и председателски, почнува од следниот месец, од 1 април почнува изборната кампања. Мандатот на Иванов е завршен, граѓаните нема да дозволат да им се повтори нов Иванов, ќе изберат председател кој што вистински ќе се грижи за граѓаните, за напредокот, реформите на земјата и кој што ќе не води напред кон Европската унија и НАТО.